Благодарам председателе. Благодарам заменик министер, конечно некој да го образложи ова што го спориме. Меѓутоа, пак беше заобиколено директно она што како теза го изнесовме. Апсолутно се слагам со вас дека 2020 е нестандардна година и е година за која што нема да дебатираме или да споредуваме и можеби еве побрзо ќе сакаме да заборавиме. Меѓутоа, проблемот е што јас анализите ги направив во однос на 2019 година. И 2019 година имала одредена проекција на приходната страна и потоцна нели имаме реализација на таа приходна страна во 2019 зборам. И сега параметрите ги земам од таму и правам анализа на овој буџет со буџетот од 2019 година, согласно и тоа што вие го рековте дека 2020 не е стандардно. И тука имаме 4,3% зголемено приходното салдо у однос на реализацијата што оваа држава направила во 2019 година. Значи, во 2019 немавме пандемија, во 2019 имавме раст на економијата од 3, исправете ме колку беше под проценти, зголемување на бруто домашниот производ. И сега, во 2021 година, ги занемаруваме првите месец, 2, 3, никој од нас не знае колку ќе трае оваа пандемија и колку ќе има ефект врз економијата, ама се слагате дека ќе има и додека стигне вакцината и додека се направи имунизација на население, се тоа ќе си има влијание. И се слагам дека хипотетички, еве, да се сложам дека е остварлив тој раст на 4,1% на економијата, затоа што 2020 е слаба година и кога ја земаме како референца ќе има одреден раст, затоа што ќе се зголеми колку толку економската активност. Меѓутоа, на 4,1 раст на економијата и зголемувањето на бруто домашниот производ, пак се големи бројките на зголемување на буџетската страна на даноците и генерално на приходите. Од 8% вие вкупните приходи, даночните приходи се на 8% зголемени. Велите нема да има нови даноци, велите нема да има зголемување на постојни даноци, се референцирате единствено на зголемување на бруто домашниот производ и опфатот, односно процентот на даноците од аспект на зголемување на бруто домашниот производ. Меѓутоа, пак растот е поголем и ако ги референцираме тие параметри што вие ги изнесовте. Затоа што 8,3% е преголем, преоптимистички, огромен раст на приходната страна. И затоа со право, како пратеник опозицијски, сметам дека ова е направено од причина што сакате да прикажете помал буџетски дефицит на крајот на криштата на буџетот. Затоа што логичното објаснување може да биде зголемени даноци, велите нема да има. Логичкото објаснување може да биде намалување на даночната евазија, нема конкретни мерки, нови давачки нема воведено, се референцираме само на раст на економија, кој што е 4%, а приходната страна е зголемуваме за 8%, што значи дека имаме диспропорција и тука. И затоа велам дека е свесно направена ваква проекција на приходната страна за да се покаже помал буџетски дефицит. На крајот, кога ќе дое реализацијата, пак ќе дојдеме до проекти кои што се помали. Исто ќе се потврди за 2020, што го зборевме на ребалансот, дека приходната страна не беше реално димензионирана и ќе имаме помала реализација во последниот квартал. Благодарам.